Драстично помалиот број на православни христијани на новиот попис во споредба со оној од пред 20 години се должи на неукост и непознавање на верата од страна на попишувачите или на попишаните, вели портпаролот на МПЦ господин Тимотеј. Во телефонски разговор за Алфа тој потенцира дека ова е негово лично мислење и дека синодот на МПЦ ОА дополнително ќе се произнесе. Веројатно попишувачите или попишаните не знаеле како правилно да запишат или да се изјаснат. За намерната или ненамерната статистичка грешка предупредува и професорот на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски Милан Ѓорѓиевиќ, кој на својот Facebook профил истакна дека преку набројувањето на сите христијански вероисповеди се предизвикува забуна затоа што мешаат религиите и вероисповеданијата. Луѓето мислат дека треба да се наведе општата религиска припадност, а не вероисповедание. Освен тоа, опцијата христијанин воопшто не соодветствува на списокот на регистрирани верски заедници, бидејќи не постои верска заедница или религиозна група регистрирана под такво име. Грешка од ваков размер не може да се оправда по ниту една основа. Тој смета дека правилна формулација на прашањето би имала три опции, односно припадност кон религија, припадност кон вероисповед и припадност кон регистрирана верска заедница. За причината на овој статистички пропуст дека е верска неукост на попишувачите се согласи и пензионираниот декан на Богословскиот факултет, професорот и прв доктор на теолошки науки во Скопје, господин Јован Таковски, кој во телефонски разговор за Алфа вели: Можно е и нашите да не ги разбираат разликите помеѓу православието и сектите. Во секој случај, мнозинството се православни. Има многу причини и нејасноти за овој попис да се прогласи за неуспешен и на штета на македонците. Политичка процедура за задоволување на нечии потреби. Искористен за триумфализам. Моите деца не се попишани, цели семејства. Може да веруваат во пописот само оние кои се фалат со бројките. Тој исто така смета дека пописот бил временски темпиран со цел да се исполнат малцински бројки. Моментот на пописот беше темпиран. Време кога не е за попис, кога луѓето се плашеа да не примат други дома. А и самите попишувачи имаат дилеми поради истите фактори. Ова се обиди да се задржи власта по секоја цена на безбожна идеологија, атеизација на општеството и прифаќање на декадните вредности. На последниот попис 847.000 луѓе или 46% се изјасниле како православни, а на оној од пред 20 години бројката била над 1.300.000 или речиси 65%. Големата разлика веројатно се должи на тоа што според податоците од пописот 242.000 или 13% се запишани само како христијани. На второ место се граѓаните од исламска вероисповед, односно 590.000 или 32% од населението се изјасниле дека се муслимани, што е благ пад во однос на 2002 година кога биле 33,3%. Во јавноста се појавија и големи дилеми за тоа зошто кај христијаните постојат повеќе пописни подкатегории, деноминации и подденоминации, а за исламот само една категоризација, без да се земат во предвид барем двете најголеми подгрупи, односно сунитите и шиитите.